Ще приносим Ти словесници Господна служби, проси, молим се да из посетата Твоего святого да ми и на предлежащия дарисија. Господи, же през святого Твоего Духа в този час апостол Ти измислави, да го благи не один от нас, но от нас чиящи Ти ся. Боже, да увидетски Твоего мене. И сотвори во хлеб се честно тело Христа Твоего. Амин. Благослови Владико светена чаши се честно кров Христа Твоего. Амин. Благослови Владико Бое. Преложи в Духом Твоим святим. Амин. 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 Спомни Владико свети Помни нас Твој грешните. Господ Бог во царство Своје сега и присно во век. Амин. Доволно ти едино. Ангел. И кажу, я се кадам. Jadno presvjate i prečiste, prebлагословене, славне, Владичице naše, Bogorodice i prisno Djeve Mariji. Молитвами живо святих Отца нашего Спаса. Велико име Святия Троица, да си Господи, помоги нам, молитвами живо святих Отца нашего помилуй, спаси нас. Амин.
Najnapred spomni si, Gospodi, за членовите на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква и дарувај ги на Твоите свети цркви, ставомир цели честни, здрави, долговечни, правилно да раководат со Словото на Твојата вистина. Архиерействата Ваше да ги спомни, Господи, во Своето царство. Архиерействата, архимандритствата, протоерействата, јерействата, правоправяща Слово Твое ја истини. архимандритствата. Спомни си, Господи, за блаженешиот архиепископ Охридски македонски наш Стефан, кој ги принесува овие свети дарови на Господа нашиот Бог, за здравие и спасение на народот наш, и за сите, и за се. Протодиаконството Твое, Дай ни со едно срце да го славиме и воспеваме Твоето пречесно великолепно име, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Да видат милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос со сите вас. Тебе предлагаем живот наш, истина. Откако ги исполнавме сите свети, пак и пак во мир да се помолиме на Господа. За принесениве и осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Светла небесен и духовен жртвеник, како благопријатна духовна миризба да ни ја испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме. Да се помолиме на Господа. Запази за Твојата благодат. Прошки разрешување на нашите гревови и прегрешенија просиме од Господа. Се што е добро и полезно за нашите души, мир во светот, просиме од Господа. Покаяние просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, посрамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. И си од на живот на Христа Бога да го предадеме. Господи, Владико, со смелост и без осуда да смееме да те пророкуваме, Тебе небесниот Бог Отец и да изговараме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небесата, така и на земјата. Хлебот
Вашите глави преклонете ги пред Господа. Волни Господи, Святоsti Душа наша, Святоsti Святоsti, приди Боже, святи нас, и за горе Отцем Дух Светињите се засветите. Раздробляется и разделяется агнец Божий. Исус Христос, исполнение Духа Святого. Благословена те плодна земя Твоих, сега и присно и во век веков. Колко души, колко има. Раздробляется и разделяется. Раздробляется, разделяется агнец Божий. Разделяется. Его шум. Раздробляется, разделяется. Отец Горан сега следи делот со причестувањето. Значи, сега ќе уследи пречестувањето, најнапред на свештенослужителите. Значи, видовме како неговото блаженство го подигна агнецот, изговарајќи Твоите тебе ти припресуваме за сите и за се. И потоа следеше раздробувањето на агнецот на 4 делот, кои што, како што кажавме пред малку, делот на кој што пишува Исус, го става во светиот путир. Со Христос видовме дека го одели на еднакви делови со кои што ќе се причестат свештенослужителите и ника се става во светиот путир и подоцна верните ќе се причестат со телото и крвта Христови, односно ќе се присоединат. Значи, целта на светата литургија кажавме дека е причестувањето со телото Христово, затоа што
Господа Бога спаси. Како што велат светите отци, хранејќи се со телото Христово, повторно се создава телото Христово, односно црквата. И на тој начин, она што го спомнавме пред малку, значи можеме ние да се обожиме, на тој начин се стекнуваме со вечниот живот. На тој начин, преку светиот путир, ние ја добиваме безсмртност. Човекот, значи, по својата суштина е човек, не е Бог. Меѓутоа, затоа може да стане Бог по благодат. А за да стане Бог по благодат, значи, треба својот живот да го помине, живејќи угодно на Бога, значи, почитувајќи ја Божијата волја, дозволувајќи Божијата волја да стане негова лична волја, значи, живејќи молитвено, живејќи литургиски и хранејќи се и со телото, и со крвта Христови. Можеме да забележиме дека недостасува иконостасот, кој што бил во прилично оштетена состојба и сега се реставрира, така што набрзо ќе имаме. Да, значи имаше, можам да кажам, значи некои остатоци од иконостасот своевремено, настрадан, како што знам јас, од пожар, и сега оние останати делови што беа, автентичните, ќе бидат, значи, реставрирани, ќе бидат заштитени и најверојатно ќе биде комплетиран иконостасот со тоа што новите делови ќе бидат соодветни на старите, значи ќе станува збор повторно за истата резба, со тоа што ќе се гледа од каде до каде е старото, од каде започнува новиот дел, меѓутоа ќе се комплетира светиот иконостас затоа што тој гледан, значи, од страната на народот. Тоа е еден поглед кон вечноста, тоа е еден поглед кон небесната иерархија како е поставена. Значи, тука, почнувајќи од Христос, па иконата на Пресвета Богородица од другата страна на дверите, Свети Јован Крстител до Христовата икона од другата страна, го имаме патронот на храмот и така натаму. Целиот иконостас, значи, е еден, пак ќе речам, поглед кон вечност. И навистина не достига, значи тоа не е некоја чисто преграда зад која што треба да се случува нешто што не треба верниците да го гледаат или да го знаат, или пак не дај Боже, например, некоја преграда зад која што, како што кажа своевремено еден наш отец, зад која што свештеникот ќе ја скрие својата несовршеност. Значи не. Светињата на светиите е едноставно место каде што пристапот го има свештенството, меѓутоа еве како што можеме да видиме, она што се случува тука е значајно и треба да го знае секој православен христијанин. Во манастирот може да се види певница направена во плитка резба и реплика од иконата Света Богородица Патеводителка, која се смета за една од највредните и е рамо до рамо со уште неколку во целиот регион. Старите двери се во Софија и во Белград, а вредните икони се заштитени во Скопје. Оваа света литургија беше специфична со тоа што имаше еден вметнат дел, а тоа беше осветување на икона со ликот на светецот Кипријан. Која наслика оваа икона? Сега, значи, можеме тука да појасниме, значи, најпред спомнавме ние малку за канонизацијата на светителите, односно бројувањето во списокот на светите. Значи, терминот канонизација, кој што има првпат употребен во Западната црква, меѓутоа доаѓа од канонисин, од грчкиот збор, или канонисатио, латинскиот, ние сме го понашиле со терминот вбројување кон соборот на светите. Значи, во тоа вбројување во соборот на светите, меѓу другото, она што комисијата, значи, која што постои при Синодот за канонизација на светителите го прави, значи, тогаш се бара да се изработи житие на светителот, да се изработи и икона на светителот. Нормално и да се напише и богослужба за светителот. Сега, оваа икона, со оглед на тоа што ние немаме сведоштво како точно изгледал,
светиот Кипријан Слепченски. Значи, оваа икона е насликана од монахињите и насликана, за разлика, например, од она како се сликат обичните слики, иконата, образот, значи, се слика со молитва. Молитвата е онаа која што во суштина на сестрите кои што ја изработиле оваа света икона, молитвата е онаа која што преку Светиот Дух им дала инспирација како тој изгледал. Она што го знаевме е дека починал маченички на 60 годишна возраст, значи така. Тоа се два елементи, дека така. Бил измачуван и дека имал 60 години. Тие се употребени и искористени во осмислувањето на неговиот лик, а другото е, како што велите, инспирација, молитва. Да, значи, она што преку Светиот Дух ќе им биде откриено на иконописците, на химнографите, на молитвениците, тоа е единствено искуство за кое што секој од нив може, ама ако сака да проговори. Тоа е лично искуство и доживување. Тоа е едно лично искуство, тоа е едно лично доживување. А видовме во чинот на осветувањето дека ја помазаа со елеј, или тоа е осветено масло? Значи, светиот елеј се користи за помазување во Светата православна црква и освен што, например, да речеме, имаме помазување со осветен елеј, ние го имаме како и Светата тајна миропомазание ја имаме. Сега, за миропомазанието е интересно, тоа би сакал да го спомнам. Секоја света црква, значи, си има свој чин на осветување на миро, еднаш на една или на 2 децении, во зависност од тоа какви се потребите, и чинот на миропомазување се извршува веднаш по чинот на светото крштење. Односно, веднаш штом преку светото крштење еден човек ќе биде примен во Светата православна вера, во православната црква, односно ќе го соблече од себе стариот човек и ќе се облече во новиот, во христовениот човек, преку миропомазувањето го прима печатот на дарот на Светиот Дух. Значи, тогаш станува нов човек. Но, освен осветувањето на миро кое што се практикува во православната црква, ние имаме и случаи кога, како во случајот на нашиот денешен славеник на Светиот Кипријан Слепченски, самите мошти мироточат. Тоа е едно од чудата. Тоа е едно од чудата и тоа свето миро, значи, е она со кое што ќе може да бидат миропомазани и верниците кои што денеска ќе пристапат. Да, и на секој од нив ќе се подари едно памукче, за кое што се допрени костите. Значи, на денот кога се прославува споменот на светителот, кога се објавува, значи, кога се бројува светителот, на тој ден благодатта, замислете колку е голема. И сега таа благодат ќе биде споделена со верниот народ кој што денеска дошол до тука, дошол да се поклони на новопојавениот светија, кои што дошле да ја целиваат новоосветената икона, да ја слушнат денеска за прв пат ново напишаната богослужба која што е посветена на Светиот Кипријан и секако и да се поклонат и да ги целуваат неговите свети мошти. Да подсетиме дека оваа прослава е организирана во рамките на 5-децениската самостојност, односно прогласувањето автокефалност на Македонската православна црква. И Синот, и Светиот Дух. Не барајте го живиот меѓу мртвите, он воскресна, како што ви рече, кажете им на браќата да одат во Галилеја. Вака Господ Исус Христос им се обратил на жените мироносици на кои денес, браќа и сестри, оваа недела, втора по Христовото воскресение им е посветена. Денес празнуваме уште еден празник со канонизацијата на новиот светител, игуменот на оваа света
обител посветена на Свети Јован, претеча и крстител Кипријан, но денеска започнува, браќа и сестри, и прославата на јубилеот 50 години од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква.